Во моментов сте избрани најдобрите кои што успеав да ги најдам тука во паркот. Повелете. Поштовање. За одбранбен играч, многу е важно да си многу цврст. Фала што ни кажеме. Да не може багер да помине овој, како се викаше, што игра во англиска лига, што поише за амерички фудбал одговара него за нормален фудбал со газоите толка и што. Мегуаер. Јас сега ќе тргнам да те поминам. Ама не можам со дресот, многу ти е јак. Многу се заеба. Значи вака. Кај се зевавме, брат, кај дојдовме до овој. Што правило, појма нема. А ви има една амбиција, ќе му тепа сега цел ден има. Дај една брзина и да бегаме, ајде. Ајде избегаме, брат. Чекај да не види, не види. Каде бе? Не бе, тука сме, тука. Добро, тере. Ајде, тере. А? Бега. Каде отидовте бе? Еј! Еј, ќе фатиме приватна 19. Абе, Јуко! Ќе фатиме приватна 19. Висар! Позади Абе, тренингот! Да не види. Сте дел од репрезентацијата. Заедно играме више од 16 години кога Така. бевме заедно. А за во репрезентацијата највише трудот, секогаш кога ќе дојдеш да одиграш, да дадеш се од себе, искреноста сам со себе прво, после и со према другите. Колку е довербата битна во вашата работа? Па најбитна е довербата. Така. Кога го познаваш партнерот до тебе. Полесно е така? Полесно е, каде. Ги знаеш и ти на него и он на тебе слабите и Така. јаките страни. Така е. И знаеш во кој момент што да очекуваш. Што поише утакмици си играш, поише искуство добиваш, поготово со репрезентација, 90% играш со добри репрезентации, ти помага исто ако се познаваш долго време со играчите, поготово у одбрана, што е многу битно. Ние сме имале тоа среќа долго време да играме заедно и у 21 и со голманот и со левиот бек, ја и Зале и Дарко уште порано од U21 сме биле заедно и тоа исто ти помага да твојата најдобра страна да излезе на површина. Ѓоко, си дел од академијата исто на Рен, потоа кариерата многу добро ти се развива во Белгија, важиш за еден од најдобрите одбранбени играчи во нашата држава. Кој клуб те научил на нешто кое што си можел да се поткачиш барем за едно скалило погоре? Со тек на годините, сватив дека најважно од се е да си трпелив, да веруваш во тоа што го правиш и кога ти иде добро и кога ти иде лошо, да не губиш самодоверба. Фудбалски во Франција, во Рен, доста напреднав и доста работи научив. Во Левски кој игра во Бугарија, фудбалски доста работи научив со тренерот Станимир Стоилов. Во Украина, затоа што се погоди во ситуација каде што има војна во тој момент. Да, видов како луѓето се истрени во тие ситуации и како лесно не се откажуваат. Висар, почнуваш од Гостивар, потоа доаѓаш Ренова. Имавме добра група, доста незгодна екипа. Добро, доаѓа Вардар и Шкендија. Шкендија доаѓа до сериозни резултати. Прво Ренова, вкупно бев 8 години таму, тоа ми беше како мој втор дом. После тоа заминав само 6 месеци Блиц до Швајцарија, втор тим на Сангале. Сега би сакал да отидеме у Германија, значи Инглштад, Падеборн, кажи ни нешто поише околу тоа. Тоа беше многу тешка одлука да идам у Инглштад, пошто ситуација беше таму многу лоша. Кој аспект? Резултатски. Моето мислење беше да идам да влагам у германскиот пазар. Мораше нешто да се прави, да се ризикува. Но тоа на крај, по моје мислење, испадна добро. После тоа дојде трансфер у Падерборн. Многу добар клуб, поготово за млади играчи. Ја бев еден од најстарите. Научив многу околу фудбалот, околу животот, околу професионализмот од фудбалот. Мислев дека знам многу, а уствари не знаев ништо. На крај испадна добра опција да менјам за Белгија, нова култура, нов град. Како ти е таму сега? Индивидуално топ. После Шкендија втората сезона, таму ми е најдобрата индивидуална сезона. Ѓоко Аџман, како е таму, брат? По добро? Да? Добро ли се снаоѓа? Жешко. Но колку степени? 40 плюс. Се навикна? Па се навикнав, првите 3 месеци тешко ми беше. После се навикнав. Ќе останам сега, потпишав и нов договор. Останувам таму, добро се адаптиравме со фамилијата, така да супер ни е. Дали имаме шанси за европското да се пласираме? Имаме доста тешка група во Лигата на нации. Ќе дадеме се од себе, како и до сега. Да не веруваме дека може да правиме нешто, ја прв не би дошол. Има сега нели овој период и промена на генерација, доаѓаат млади играчи, чим стигнале до тука значи дека имаат потенцијал. Заедно со нас постарите да речам, треба да направиме пак еден колектив, хемија меѓу нас за да се направат тие резултати, затоа што без добар колектив и без некаква хемија измеѓу фудбалерите, какви сакаш играчи донеси во репрезентација, успеси тешко се прават. Упа Мегуаер ќе речем. Упа Мегуаер. Ѓоко, Висар, return time.